Од денеска почињаме да реконструираме две улици. Тоа е Подсудот и она од поранешното кафе бар Капри до раскрсницата кај Сарамане. Пред можем да кажем години и пол таму се мејаваше фекалната канализација и делот од патот е во многу лоша состојба, поточно кривината, но и деловите веќе се попуштени и сакаме и овој дел на градот да го реконструираме. Така да велишката фирма изгрев и изведувач на работите денеска се струга, ќе има нивелација на шахтите, подобрување на подлото на одредени делови каде што тоа попушта, но и асфалтирање и бележење на тој дел на нашиот град. Ова беше една од многуто улици кои што ги најавив на пресконференцијата која имавме пред, не знам, 2 недели. Овој кластер веќе почиња да се работи, но и во наредниот период оние сите улици што ги најавив ќе бидат реконструирани. Началник, состојки, металните конструкции кои што беа поставени за патни правци од центарот, ги снемам. Во една пригода рековте дека чекате одобрение од центарот на Европска унија да бидат отстранети. Дали го добивте тие се отстранети? Вака сега прва работа, мислам дека некои наши сограѓани, но и луѓе кои што ги знаат состојбите, беа збунети од тие челични конструкции. Бев и јас искрено да кажам, заради тоа што јас како рачалник не можам да знам што се случува во детали со секој проект. Се работи за поставување на неколку локации на челични столбови за како сега тоа вертикална сигнализација, со тоа што тоа е проектот за уредување на централното градско подрачје. Кога се постави, кога видовме реакциите, но и тоа како изгледа и колку пречи на нормалното функционирање на нашите сограѓани. Зборот пред Комерцијална банка немаше, што се вика, ниту количка да помене дополнително спрема управа за јавни приходи имаше уште една таква конструкција, дополнително имаше Подсудот, каде што целиот тротоар се заземаше, дополнително имаше уште една локација во Дворови и кога ги видовме конструкциите и големината во комуникација со представници на Европска унија, решивме тие да ги тргнат, со тоа што бараме решение да видиме тие дали можат да бидат помали, да бидат во некои други со други димензии, за да безбедното движење и комуницацијата што имаат нашите сограѓани да не биде нарушено. Јас знам дека треба и хоризонтална и вертикална сигнализација, но сите ќе се сложиме дека овие патокази беа големи, преголеми, но и значајно небезбедно движење на нашите сограѓани. Мислам дека имаше некои реакции, еден или двајца родители каде што нивните деца се удреле, така да се отстранети и гледаме начин да бидат тие заменети со посоодветни, иако првите реакции беа дека се дадени локации за поставување на билборди, никогаш не станувало збор за поставување на билборди. Да, билборди има низ градот, кажав и јас дека локациите се одредени многу пред да дојдам јас на позиција градоначалник, пред да станам јас градоначалник, има не знам тие локации што се дадени, со тоа што само фирмата се смени, заради тоа што ова фирма што е сега даде поубава цена од претходната фирма која што учествуваше, се имаше сепак нели јавно надавање позитивно и се надава и тоа е тоа. Второто прашање